Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на Нов ден. Повторно сме тука за вас да се дружиме со нашите постојани рубрики, но се разбирам со нови рецепти, со нови совети и со нови гости. Како што е ред, ќе започнеме со здравие на мени. Овој пат имаме рецепт за риба во рерна. Како ќе ја направите, ќе ни открие нутриционистот Весна Пирузева. Да видиме за што се работи. Добар ви ден, почитувани гледачи. Ето една недела измина. Јас се надевам дека моите предлози, моите рецепти барем се обидовте да ги примените и да видите дека навистина е нешто необично, но многу убаво. Денеска исто така нема да изоставиме шитаке печурката. Мене ми е многу жал што е кратко времето во кое ги излагам сите тие работи, па да кажам незината вредност, но ќе се обидам да направиме една цела емисија која ќе е посветена на шитаке печурката. Да не се задржуваме сега за неа. Секако ќе имаме во прилог во денешниот рецепт, но денеска ќе имаме рибата ќе ни е на нашето мени. Рибата како риба, без разлика дали е сладководна, соленоводна или пак значи сите риби. Рибата како риба, бидејќи е извор на оние омега-3 масни киселини и на незаситените масни киселини, е многу добар извор и морате да ја имате во вашата исхрана. Барем, ајде да не бидам толку многу строга, па морам да ви препорачам барем 2 пати неделно. Најдобро е, значи, да ја или на пареа, или да речеме во фолија, или да е варена. Но има начини како да ја приготвите, а да пите и пржена, бидејќи ајде сега да признаеме дека најдобро е кога малце ке крцка, па она кожичката малце ке подпечена. Не можеме, тоа е чувство посилно од нас, па но има начини тоа да се направи. Вие ем убаво да се засладите и да си се најадите, ем здраво да биде приготвен оброкот. За денеска, значи, имаме риба која ке е кратко термички обработена во рерна, а сепак ке е здрава. Прилогот кој ќе оди со неа е исто така она дополнување кое е сите тие витамини во свежа форма, а и ќе кажам зошто потоа, зошто баш тие се во комбинација со рибата, затоа што тие се во улога на оние прочистувачи кои ќе абсорбираат маснотијата која се наталожува од рибата во вашите крвни садови или во вашиот систем за варење, за да не се таложи, туку да се во улога на абсорбенти и во улога на диуретици, значи да ја абсорбираат маснотијата и да ја isfрлите вие, а да не ја таложите во вашиот организам. Имаме риба, значи рековме, рибата е по ваш избор, иако јас секојаш преферирам на морските риби, на сините риби, скушата, харингата, лососот е многу добар, осличот, но секако и нашите. Во случајов имаме мавровска пастрмка. Можете белвици, нашите убави сладководни езерски риби, значи рибата е по ваш избор. Потоа имаме магдонос, имаме зелена салата, дајконот е во улога на тој абсорбент и вмукувач и чистач на маснотиите. Потоа морковот, целерот исто како диуретик, коренот од целер и брстоват сол, зачините се тука. Овдека имаме рузмарин, сушен рузмарин, потоа имаме лимонов сок, маслиново масло, а како додатоци подржатели на таа салата треба да имате интегрален варен ориз и сушена една кафена лажичка сушена шитаке печурка. Најпрво рибата ја посолуваме и ја опепелуваме во интегралното ржано брашно. Да напоменам, брашно во кое ќе ја валкате рибата може да биде интегрално пшенично, интегрално ржано
и пченкарно брашно, никако бело брашно секако. Тоа веќе го научивме и го знаеме. Рибата, значи, ја опепелуваме во брашното и ја ставаме во тавата каде што ќе печеме. Имаме поросено маслиново масло, ја ставаме рибата, над неа посолуваме со розмаринот и накапуваме маслиново масло и во загреана редна од 200 до 220 степени ја ставаме да се пече. Ке се пече 15 до 20 минути најповеќе. Потоа го приготвуваме прилогот, а тоа е: ја сечкаме салатата, го додаваме макдоносот, додаваме рендан морков, го додаваме ренданиот дајкон. Кога сме кај дајконот, да напоменам дека дајконот треба да биде најповеќе до 3 сантиметри од коренот, бидејќи тој е доста јак диуретик и може да ги оптерети вашите бубрези, но тоа е оптимална количина која ако секој дневно ја употребувате, навистина оние што пијат авчиња како диуретици за мокрење, мислам дека ќе ги отстранат, бидејќи тој е точно во таква функција. Потоа го рендаме целерот и сето тоа го промешуваме. Ги додаваме зачините, лажичката на шитаке печурката, прстофат сол, потоа го додаваме варениот ориз и попрскуваме со лимонов сок. Мојот апетит веќе почна да работи, почитувани гледачи, нашето рибче е готово. Значи, што имаме во денешниот рецепт, што треба да го запомните? Риба, што е многу малку термички обработена и сите нејзини есенцијални омега-3 масни киселини се зачувани и сите други нутритиви. Салатата која е сочинета од дајконот, макдоносот, целерот, тоа се сите
улога на диуретици и на абсорбенти на маснотиите. Рибата, секогаш кога ќе јадете рибата, дајте да ви е неизоставно пропратен елемент во чинијата. Лимонот исто така, и уште подобро го потенцира вкусот на рибата. Денеска не ви предлагам исто така сок, но ќе ви предложам да после оваков оброк да се напиете едно 20 минути после оброкот да се напиете чај од ѓумбир. Зошто ѓумбир? Ѓумбирот научивме досега од сите емисии дека е нешто што е баш прекрасен чистач, ве прочистува од маснотиите, таложените масноти. Прекрасно нешто. После ваков оброк секако ви предлагам чај од ѓумбир. Се надевам дека ќе ви е добра и вкусна рибата. На здравие и добар апетит. Се гледаме наскоро. Во денешнава емисија ќе ви презентираме слика од охридскиот сликар Сашо Блажевски. Тој е еден од надежните охридски сликари што ќе остави печат во сликарството од ова поднебје. Завршува Академија за уметност во Букурешт и веќе има оформено свој препознатлив стил кој се движи во атмосфера на надреализам, прикажувајќи свој свет надвор од нашето реално живење. Денес ви представуваме слика од циклусот на реализам, кој што, иако не е својствен за него, го работи со голема почит. Од денешниот мотиватор ќе откриеме кои се бенефитите од бодибилдингот и каков спорт е тоа. Почитувани, добродојавте во уште едно издание на емисијата Нов ден. Во ова издание ќе зборуваме на тема бодибилдинг. А колку е бодибилдингот важен и специфичен спорт, ќе ни објасни нашиот стручен соработник, професионалниот бодибилдер господинот Мишел Наумовски. Фала ти, Јован. Па, бодибилдингот е една интересна дисциплина, еден интересен спорт, кој што бара големо трпение и многу вложување. Меѓутоа, еве сега пред да се повредам нешто посериозно, сепак мислам да го препуштим ова на еден кој што е уште постручен и од мене, а тоа е бодибилдерот Гоце. Гоце, се наоѓаме пред се тука во твојата теретана, во твоето студио. Кажи ни зошто бодибилдингот е пред се толку интересен за помладата популација и на кој начин се подготвуваат, се тренираат всушност твоите клиенти? Значи, бодибилдингот е еден од најтешките спортови од сите што земено. Спортови во кои луѓето и младите спортуваат. Значи, бодибилдингот бара доста откажување, значи од сите благодети, од исхрана, од овие што се ноќни излегувања и ред други работи, значи кој ќе се бави со професионално, кога збориме за бодибилдинг, тогаш мора да се откажеш од сите тие благодети и мора да се посветиш максимално на тој спорт. Младите доаѓаат, некои доаѓаат рекреативно да се занимаваат, некои доаѓаат да постигнат повеќе резултати, сепак знаеме, сите се спремаме за лето и кога ќе се соблечиме на плажите да изгледаме убаво. Така. Добро, бодибилдингот покрај тоа што како што кажа и самиот го користат младите за да го подобрат на некој начин својот физички изглед, значи од естетски карактер, всушност една многу сериозна дисциплина. Значи, кои се вежби се опфатени тука, што се практикува всушност во твоето студио и кои делови од телото најчесто ги тренираат твоите клиенти? Значи вака, да се вежба цело тело без заостанување на една мускулна партија или друга, значи комплетно се вежба цело тело, почнувајќи од грб, гради, рамо, бицепс, трицепс, нозе, значи се фаќа цело тело, како и стомачни нормално. И покрај тие вежби, оние луѓе кои имаат проблем со својата килажа да ја намалат, работат кардио, тоа е трчање на трака или возење точак или орбитрек или степер, се со цел да ја намалат нивната тежина, а со справите што ќе вежбаат, значи тогаш само го зацврстуваат нивното тело, а за да ослабат некој килограм повеќе мора да се потрудат повеќе со кардио вежби. Така.
Добро, има тука безброј направи кои што јас искрено и прв пат некој од нив ги гледам. Како всушност треба да изгледа еден комплетен третман, значи едно целосно третирање на мускулите во човековото тело, значи како што каже самиот, од нозе, раце, значи што се третира? Значи вака, во мојот фитнес, Фитвор, сите членови кои доаѓаат, гледаме да му посветиме што повеќе внимание, сепак доаѓаат од различна старосна година. Значи доаѓаат дечиња со проблем, значи дали имало искривување на рбетен столб или ова, се трудиме што повеќе да ги научиме да вежбаат правилно. Пред се, значи во теретаната некои ќе дојат и се такмичат кој повеќе килажа ќе крени, али тоа е погрешно, бидејќи доаѓа до повреди најчесто, но сепак ние сме тука да ги научиме правилно да се развиваат и правилно да ги работат вежбите и постојано има човек кој се грижи за тоа. Така. Добро, има ли некоја возраст која што е препорачлива за обично тинеџерите сакаат да го користат бодибилдингот и неговите бенефити, меѓутоа има ли некоја возраст од која што не би смееле да почнат и возраст до која што би смееле да се занимаваат со бодибилдинг? Значи во принцип најдобро е да се почне со вежбање од 16-17 години. Тоаш веќе растот и развојот не може да му бидат попречени, иако доаѓаат и помлади, значи имат и дечиња кои доаѓаат на 12 години, 10 или 11, но сепак тие деца доаѓаат со присуство на родител, обавезно, значи го викам еден од родителите за да му објаснам што е и како, значи дали има проблем, ќе кажам уште еднушка со искривување на рбетен столб или било како, има посебни вежби кои ги вежбаме за да се подобри и да постигне што повеќе резултати. Така. Добро, каже и самиот, значи бодибилдингот не е само она естетското, бодибилдингот помага и за сериозни проблеми, значи пред се во екстремитетите, значи рбетот, што се може да се третира како здравствена состојба кај луѓето со практикување на бодибилдинг? Значи вежбите кои ги работиме најчесто за исправување, работиме вежби за зајакнување на градниот кош, на градите, исто така работиме вежби за грбот, исто да се зајачаат тие мускули, за да го исправи телото нагоре и да биде што поисправено. Добро, верувам дека лесно може да се претера со практикување на бодибилдингот. Се случуваат ли такви работи тука во твојата теретана и како се третира, кој одредува границата, значи до каде смее да се вежба, колку вежби треба да се практикуваат? Значи најчесто во теретанава кај мене работиме тројца, значи кои сме вработени натре, најчесто јас кажувам колку треба да се вежба и до кај е границата и ме радува тоа што до пред извесен период теретаните беа табу тема за нашите луѓе, за нашите граѓани нормално. И кој ќе видеше билдер по улица, мислеше дека е некој хулиган, но не сепак, тие не се хулигани, него едноставно се грижа за нивниот изглед. Ме радува тоа што и луѓето во подоцнежните години веќе се почесто почнуваат да се грижат за своето здравје и да посетуваат теретана. И тоа е доста добар. Добро, ако се претера со практикувањето на овие вежби, какви се проблеми може да се јават и како понатака да се третираат тие проблеми? Значи проблемите може да се јават воспаление на мускули, ако се претера со вежбање може да добие воспаление на мускулатурата, али тоа веќе после 3-4 дена поминува. Повреди најчесто се дешаваат од невнимание или од комуникација, од разговор доаѓаат двајца другари и си разговараат меѓу себе, па од невнимание дали тегот не го ставил или го ставил, може да дојде до такви последици. Иначе најчесто не се дешаваат посериозни проблеми околу вежбањето. Едноставно од невнимание секаде можеш да се повредиш дури на улица, така да што повеќе се внесиш во бодибилдингот и во тренингот, дури си внатре присутен, нема да имаш сигурно проблем.
Добро, освен практикувањето на вежбите кои што ги нуди бодибилдингот, многу важна е секако и исхраната тука. Како ја инкорпорирате исхраната во вежбањето и во програмите кои што им ги нудите на клиентите? Значи, сепак во теретана не доаѓаат само луѓе кои имаат проблеми со својата килажа да ја намалат, доаѓаат и послаби луѓе кои сакаат да се здебелат. Значи имаме режим на исхрана, правилен режим на исхрана, не се работи за диета или откажување да не јадиш ништо, него му даваме режим на правилна исхрана и тие за што сакаат да ја намалат својата тежина и оние кои сакаат да се поправат со некој килограм плюс. И за тоа се грижам јас. Значи јас му ги работам тие режими од исхрана, најчесто тие што сакаат да ја намалат тежината, во нивниот режим најчесто се наоѓа на трпезата варено или печено пилешко, риба, телешко, комбинација, значи вариво ориз, компир, вариво зеленчук со салата свежа, туна, јајца варени само белки. И накратко е тоа околу режимот на тие што сакаат да ја намала, тие што сакаат да се поправа. Значи има за нив и меѓу оброци кои се наоѓа покалорична храна и кои му даваат повеќе енергија за време на тренингот за да стават дел некој кило на својата тежина. Почитувани гледачи, во продолжение на нов ден, како што бива, како што е вообичаено, следува време за нашите гости и разговорот со нив. Вечерва има многу интересно друштво во студиото на ТВМ. Имено гостин ни е еден доктор, потоа архитект и угостител и хотелиер. Меѓутоа, нема да зборуваме многу за нивните професии на кои што работат, туку ќе зборуваме за нивната пасија, односно хоби и за она што тие го нарекуваат еден вид на љубов и во што уживаат. Се работи за бајкерството, односно за мотоциклизмот. Добро вечер и добре дојдовте во студиото. Најпрво доктор Никола Дуни, хирург. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав до екипата на ТВМ и гледачите кои ја пратат оваа емисија. Така, јас ќе кажам само дека сте председател на Мото Струга, клубот, а понатака ќе разговараме повеќе за тоа. Здраво и за Зоки Мојсо, архитект по професија. По професија, прво бајкер, па после архитект. Така, прво бајкер, па потоа архитект. Тоа поради љубовта кон бајкерството или? Пред се ради љубовта. Но добро, сепак тоа е така во шега го кажуваме, али професијата е архитект, а све друго, мислам, пасијата е кон бајкерството. Кон бајкерството, така. И Башким Бојко ве најавив како угостител хотелиер, исто така страствен бајкер, можам да речем. Да, добро вечер. Добре дојдовте во студиото на ТВМ. Уште еднаш ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости и во ова издание. Благодарам што не поканавте. Така, во ова издание на Нов ден. И се чувствуваме пријатно тука. Ете, јас ќе ве прашав, меѓутоа многу ми е мило што се чувствувате пријатно. Се надевам дека и на нашите гледачи ќе им биде пријатно доколку се решат да останат во наше друштво, затоа што ќе разговараме малку повеќе како што најавив за бајкерството, како што вие милувате да го нарекувате, или ете мотоциклизмот, за кој што верувам и не се зборува толку многу, ако не се лажам. Така, може би само во оние кругови, да речам, во кои што вие се движите. Па сега ќе им биде интересно нашите гледачи да слушнат нешто повеќе. За тоа зошто и како возите и што причинува, колкаво задоволство причинува возењето на мотори. Да започнеме најпрво од вас, доктор Дуни. Вие сте председател на Мото Струга, така? Да, јас сум председател на Мото Струга. Меѓутоа не се чувствувам нешто над останатите членови, че ние сме еднакви и можам да кажам дека е тоа клуб со малтене 3 председатели, значи и Башким, и Мојсо и јас на некој начин. И се недополнуваме,
таму кај што треба, односно се коригираме и се помагаме. Која е вашата улога како председател? Ете, рековте, тројцата сте председатели, нели? Да. Што значи да стете председател на еден мотоклуб? Па добро, најчесто е тоа грижа за клубот, односно за неговите членови, потоа организирање на патувања како гости на мотосредби, каде што сме ние поканати, односно обезбедување на членство. Некогаш се дешава да имаме, например, мотосредби на повеќе места, тогаш ќе се распределиме, значи кој каде ќе оди, затоа што од прилика е правилото, значи кому ќе појде и што ќе ти дојде, така. Така, значи така функционира така тоа функционира дружење. така воопште бајкерството. И најчесто и најголемата грижа е кога ние организираме мотосредба, затоа што сме соочени со многу проблеми, а пред се тоа се финансите. Како и за се друго, нели, во нашата држава. Но со луѓе како што се Мојсо, Башкин, па и другите од клубот, да не ги именувам сега поединачно, оти можем некој да заборавам па се наути, али се стварно предани членови на клубот и свесрдно секогаш помагаат кога имаме такво нешто, а тоа е нешто највозвишено кога клубот организира една таква средба на која очекувате да дојдат многу луѓе, пријатели пред се, луѓе со кои се познавате долги години и сте се среќавале на нивните средби и на нечии други средби, значи на други места, но секогаш се чувствуваме подеднакво пријатно и како да сме секогаш на истото место и како да немало разлика меѓу претходната средба и средбата на која сме тогаш присутни. Колку члена број Зоки вашиот клуб? Од прилика ете да. Мотоструга број некаде околу 35 членови. Така. Сега од кои активни, да кажам, се можда половина од нив, 15, кои што кажа докторот Дуни, кои се активни во сите тие наши активности околу организации на дали на наши средби, некои мото журки или за журки кои што треба да се оди, да се посетат на страна. А остатокот така, кој како има време и така и... Остатокот се можеби активни само за патување или... Па така, знаете, сепак овој начин на пасија бајкерството си сака и време, сака и финанси, и тоа за кој како на свој начин си ги, да кажем, си ги прави сапите и покушава да учествува колку што сигурно, секој сака, колку што повеќе може, така. Сигурно. А постои ли, да кажам сега, некоја особеност за членство во вашиот клуб? Може ли секој да биде член на Мотоструга? Или имате ли некои ограничувања? Кој може, кој не може? Возрастна граница? Секој немој да биде член на клубот. Не може. Зошто, Башкин? Па затоа председателот да повода... Да каже председател. Добро, треба секако, значи, да се исполнати некои критериуми за кои не одлучувам јас само, нормално, него одлучуваме заедно, значи, на тие наши средби. Има процедура на тоа. Има процедура, значи, постои некаква процедура според која се прифаќаат нови членови. Пред се да дотичниот прво треба да има мотор, така? За да биде член на мотоклуб, нели? Не можете да бидете, да речеме, член на фудбалски клуб со точак или не знам така, карикирам се, не? Така, да. Покрај тоа, значи, неговите карактерни особини, професија и така. Има многу работи и неговата преданост кон сите нас, односно кон клубот. Така. Тоа не значи дека треба да биде тој во нека подредена и
улога кај што ние, да речеме, ќе ни врши некои ситни работи, меѓутоа треба значи да биде предан и да го сака и бајкерството, но и да ги почитува правилата, да, и на бајкерството и на клубот. Така. Во вашиот клуб има и спортски и туринг мотори, значи? Да, јас преска сакам да се надополнам, кога Зоки кажуваше воопште за членовите и бајкерството, не само кај нас, него воопшто, значи бајкерите, така по некоја непишано правило се подели на две големи групи, патувачи и семафорџии, така ги викаме ние. Кои се патувачи? Патувачите ние тројца сме, да речеме, и неколку и други членови, значи и во други клубови, а семафорџиите се луѓето кои имаат скапи и убави спортски мотори и им служат само од семафор до семафор и од тука до кафичи, дома, и тоа е све. Да, и никогаш не патувале подалеку од Скопје, да речеме, или тоа им е најдалечна дестинација. Так. Не сакам никого да увредам со тоа, но тоа е реалноста. Бидејќи постои тоа групирање. Ова е тема која е малце табу, значи никој не ја дотакнал до сега и не ја дискутирал, меѓутоа генерално е така. Така, затоа и ве повикавме овде да ги разјасниме малку тие работи. Бидејќи ќе зборуваме за тоа малку покасно, меѓутоа и самиот стајлинг и самиот изглед на бајкерите е таков каков што е, буди можеби сосема спротивни емоции кај повеќето од луѓето кои што не знаат, нели, од она што всушност е вистината каква што е. Например, ете и самите ваши професии говорат за тоа. Значи, не се тоа момци, лоши момци кои што возат мотори, пијат пиво, туку нели во нормалниот живот и работат, и се доктори, архитекти, угостители, како вас, нели? Бајкерот е моторот и пивото, тоа ти е заедно. Моторот и пивото. Добро, понекогаш и виното разговаравме со Зоки. Нели, али пивото пијачка се менува, да, најважно е мотор. Тоа е можда и тема за некој вака која што би можела да се заработи, што сепак алкохолот не оди со моторот, меѓутоа тоа е кога сте на место, нели, кога не се вози, да. Кога пристигнеме, значи, на местото кај што треба, да, така. Најпрво сега да ве прашам за почетоците и за искуствата, всушност за она љубов и она пасија. Како се раѓа тоа? Значи, како докторе вие стигнавте до вашиот прв мотор, кои се вашите, да кажам, почетоци, првото возење, првиот мотор, љубовта кон тоа возење? Се сеќавате ли? Да, знаете како, постои неприпишано правило, значи, бензинот или ќе ви проциркулира низ крв како мал, или никогаш. Така. Ме разбирате? И тоа се дешава без да сакате вие и без да знаете, и без некој да ве тера на тоа. Ме разбирате, едноставно тоа е, значи, во вас самите. Са моите почетоци, јас сум малку повозрастен од нив двајца, значи, се малце отпорано, во време кога, значи, на овие простори се возеа само двотакни мотори. Голем дел од публиката го знае што е тоа. И во главном, значи, возевме Томоси, Јави, Чезетки и МЗ. Тоа беа мотори до 250 кубици и тоа беше тоа. Четвртакни мотори имаше само полицијата и тоа БМВ-ци и Дзиндапи. И ние љубоморно гледавме на ними и тоа беше тоа. Времето беше такво, нели? Не посакавте да станете полицаец, меѓутоа? Не, никогаш не сум посакал. Не. За да возите со цела почит кон нивната професија. Така, меѓутоа сум посакувал секогаш да имам таков мотор. И така. Живееше покрај куќата. Мојата куќа во Струга е една жица ме дели од полицијата, така да знаеш што се случува сега. Така, значи. Не ти текнало да пробаш, некојаш не. И така. И потоа животот има некоја своја еволуција, да, потоа дојдеш факултетот, па усовршувања, специјализации, така натака, и човек кога веќе се најде во некој простор, да речам, на свој нозе и застан така, и прави секогаш, или барем во голем дел од случаите, камбек кон некоја голема љубов, а тоа е бајкерството. Што е тоа што не влече во таа голема љубов? Значи, многу луѓе го поврзуваат со адреналин. Не, а бајкерството не е поврзано со адреналин. Бајкерството е поврзано
со еден друга субстанца во организмот која се лачи, тоа е серотонинот. Тоа е субстанцата на радоста, среќата, на исполнувањето, на уживањето, на све она што на релаксот. Ме разбирате, комплексен, значи, еден хормон. Нирвана е. Да, нирвана, буквално. Значи, не е то бегање од реалност, него бегање во некоја друга реалност. Или можда уживање во реалноста. Во реалноста. Значи, после сите оние мачни моменти, секој во својата професија, со сето почитување, нели? Значи, да го почувствувате серотонинот како ве воздигнува, едноставно, и вие полни плуќата со воздух. Така. Значи, вие сега возите од, кажавме, од најрана возраст, меѓутоа направивте пауза. Да, и мојот камбек е негде од пред 10 години. И од тогаш може да се каже дека активно се бавите со патување и со мотори. Добро, кој мотор, каков мотор возите сега? Во моментот, значи, ја возам сега момент. Мислам, поседувам мотор BMW 1000R 1150 RT. Тој е класичен патнички туринг мотор. Да, класичен патнички туринг мотор. Соки, кои се твоите почетоци? Кај тебе е интересно што ти малку покасно и сосема малку различно почнал да возиш моторијата? Не било тоа гориво? Да, па исто тука мене нешто слично се случуваше. Да кажам дека желбата постоела од секогаш. Сега условите биле такви да не сум можел да го поседувам као мотор. Да. Па имало дешавки, значи да од друштвото мое кој што имале мотор, јас му оставам колата, па ја земам моторот и така да ме нема 3 дена и ама све тоа, значи, што викаме, неорганизирано. А 10 години уназад, негде од можда од 2003 некаде, мислам дека после тоа и го формиравме и клубот. Така, интензивно, баш она успеав да пресечам и да кажам дека ето да направам напор, да го купам првиот мотор, мој мотор. Пред 10 години го купи тој прв мотор? Можда нешто повеќе од 10 години, има 12 години, можда има првиот мотор. Тоа беше така, мотор во кој што се така буквално залюбил, бев водушевен во тоа време и си го сакав многу кои сите мотори до сега. Тоа сакав и да кажам, кое е тоа чувство? Значи, чувство на љубов. Љубов, страшно. Помеѓу машината и вас, мислам. Тоа не може да го опишеш. Не може да го опишеш. Го доживувате како свое дете, зборувате со него. Точно, баш така. Ево, јас имам една случка, моја, мислам, сигурно им се дешава и на колегите и на сите од, да кажем, од другари од бајкериве. Да. Са кој признал, јас се признавам, пошто долго време имав и пицерија, мислам, работев и со угостителство паралелно, да кажем, имав пицерија на времето, може ја знаат Бакс Бани, се викаше. И во приземјето го чував и моторот. Значи, се чудеа луѓето зашто прво зимно време го држа моторот натре, а не става маси за пицеријата, за потребите на. И ми вика, па чекај, вика, зашто не го несиш мотор? Викам, тоа има посебно место тука и мора да него да биде во топло, да биде секогаш, значи на како се вика, да го посматраш. И што ми беше муавет, значи. Што ми се дешаваше, значи ми се дешаваше да кога сум горе, пошто тоа беше на галерија пицеријата, се дешаваше горе да работам и во касните сати, пример, некаде, под кој се затвореше пицеријата, 2, пример, 3, знаев да слезам долу, запалям светло, некој така, пригушено да речам, и да го гледам моторот. Го гушкаше пред да легнеш да спиеш? Не, го гушка фали. Знаев така да си го да. Да, така, ево ова се дешава. Мислам и ево и сега ми се дешава. Мислам, одам во гаража, да запалам моторот, тоа е. Тоа е интересен момент. Ако може да го надополнам Зоки, односно воопште да се надополни овој разговорот, че не го моторот, барем јас, а мислам дека и тие, значи не го чувствуваме како дел од пошто спомнате како свое дете. Не, моторот го чувствуваме како дел од себе си. Тоа е уште Да, дел од себе си. И тој буквално ние функционираме заедно, значи кога велам ние не мислам, не си перцирам себе си. Него, значи бајкерите. Да, бајкери, значи функционираме заедно машината и ние мислам дека и она ме чувствува мене
Така, каков сум ден, и дали сум ваков или сум таков, сум Много уморен интересно, навистина. или расположен или така. така. Соки тоа беше од првиот мотор до денес, има други мотори Има или? мотори, да. Има Значи и се други мотори, да. Да. Сега првиот мотор секојаш одека остава некој Како си прва љубов. Прва љубов, да, али можем да кажем дека пример следниот мотор беше многу и во класа и во квалитет многу да кажам, откако се осетив, уствари, кога сватив дека Дека е тоа што, да. Тоа Што што ти го фали. сакал е тоа, Да. значи стварно што ми фалело и што од секогаш ми сум тежнел да го имам и да го добијам. Значи сега имам исто мотор, некоја верзија на патничка верзија, рокерска малку така, ретро Да го варијанта. Тоа е Yamaha, значи Yamaha Ventura, тоа е Venture. Ќе го видат и нашите гледачи, Може, го да, покажеме, тоа е така една Има доста една што да се машина, види. голема мотор, да. голем, Да. кој што е удобен за патување, кој што, значи, Повторно патувачки или туринг мотор, не си за онаа спортска верзија и ти си за јас сум туринг возел, верзија, значи, па. сум имал прилики да возам и спортски мотори. Тоа е она период кога ви кажував дека сум земал мотори од другарите, тоа беа спортски мотори, пошто овие чопери, да кажем, крузер мотори, тие денес ретко ги возат, поретки се за мада што пак сега овој период од малтене овие 10 години уназад, сепак чоперите доаѓаат до... Веројатно и тука има тренд. Да. Баш ќе има ли тренд во возењето мотори како во автомобилите, да речеме, кога се вози има еден? тренд, нормално. Значи, каков мотор возите вие? Ја возам Harley Davidson. Значи, класика. И секој има свој тренд. Харли Дейвидсон исто влегува во ние туринг мотори? Тоа се чопери, да. Да, мислам, Само Како тоа се не влези со класифицира? други мотори. Harley Davidson Никако. си е Harley Davidson. Харли никако. Да, постојат мотори и Харли. постојат мотори. мотори, Харли и Харли, други да. мотори. Значи, Па сум возел и спорт порано и почеток сум возел пух, од тие Колку? пони мало пух. Да. Тоа и денес постојат. јас не го разбирам тоа. Да, пук и ме денес постојат тие мали пуки. Марка е пух, него тоа 50 Тоа е австријска марка, да. 50 А колку кубика. години возите башки вие? Од 2003 возам. Так. Иначе пред тоа со пух, со МЗ, Так, а после спорт 4-5 години па Harley Davidson до ден денес. значи. И нема да се промени Не, Харлиот не, никако. никога. Значи, И тоа е покрај веќе тоа што прибир знае да го остави Да. на пат и така, мислам. Јас не го чува Да. специјално дома во соба специјална, нели не? Не, во специјално го чувам, нормално. Зашто тоа живам, тоа сега идат пролет и веќе 6 месеци си возим, патуваме. Така. Секој ден термин правиме со докторот кај ќе е првата тура. Ќе Првата разговараме тура ќе сега ни и за беше тоа. за Грција, кај рековме првата тура. Да, За кога? да. Првата тура на ќе е денева. Грција. Ќе разговараме Тоа за само за човек. турите кои што ќе ги правите, меѓутоа прво, да, повелете. Јас преска заборев да изразам мојата среќа, значи сестра ми се забавуваше со тој човек, тоа ода живе во Охрид тука, Кире се вика, он возеше НСУ мотор, тоа беше четворотактен мотор, ретки во тоа време, значи негде ка 68, 9, 70, 71 година. Значи се куртуливме од замене Во зборам. Јава, ЧЗ, МЗ и така натака, пред се беше така. Се на карактеристичен звук и многу убав мотор. Значи, може би затоа го имаше вашиот благослов заради тоа што се мажи за Да. моторџи. Потоа го продаде, али тоа беше стварно прекрасен мотор. Така. Прекрасен Малку мотор, да се пошегуваме. Да. Да започнеме можеби сега малку не од идните, меѓутоа од она што е најсвежо. Докторе, ете од она патување кое што се случи во местото наречено ФАКМС или во Вилах, тоа е всушност најголемиот Харли Дейвидсон мотособир во Европа, Така. кај што, како што рековте, имаше колку 150.000 имаше 150.000 бајкери. бајкери, сигурно. Па како поминавте, колку дена бевте со кого, што се случуваше? Да слушнеме нешто повеќе значи, за тоа. башки, два мотори од Струга, Така. мој со имаше некакви обврски, не можеше да дојде со нас. И впечатоците мои да ги споделиме со баки, значи нешто да Така. кажам, ја нешто да кажам. Тоа меѓутоа
Додека бевме таму, јас разговарав со него и значи со луѓето со кои бевме, нели? И викам како ќе успеам да им објаснам и да им доловам на сите мои кои ги познавам во овај крај, да речем, кога ќе се вратиме, што доживеав овдека. Така. И многу е тешко тоа да се опише. Многу Видиме е и тешко. слики ние додека разговараме многу е сега тешко на да се таа тема. опише. Значи нешто што му посакувам на секого и му посакувам и на луѓе кои не се бајкери да појдат и да го доживеат тоа. Значи да бидете заедно на едно мало место 150.000 луѓе, при тоа значи 24 сати значи се циркулира со мотори и така. Кубај групи. Што се случува всушност сега? Вие добивате покана за ваков Не, еден ова не настан беше со или покана. си се пријавувате, си ги пратите тие настани и се пријавувате, нели мислам Тие настаните и пратиме така. преку Facebook. Ги има. Так. добро. Да, и се организираме, а тоа веќе со години напред се организираат одржуваат тие, да. во септември, се Да, знаат да. кога и тоа е. Така и вие си кажувате дека ќе одите кој Не, ова беше иницијатива, морам да признам, беше иницијатива на Баки и он малте не инсистираше Па дека беше дека Харли да, Дейвидсон. он се инсистираше дека сака да го види тој мотособир. Така. Тоа е И- второто, Па, прво е после Дейтона Дейтона, да. во САД, Дейтона, Америка да. и И второ ова Да, ова е тоа, втор. да. Добро, и за Дейтона ќе разговараме. Да. И јас имав желба да го дружам Баки, да го дружам, имав желба и така многу брзо со малку зборови се разбравме. Така. За да Многу тргнеме на помина. тоа патешествие. Многу Тргнувате со мотор, стигнувате на дестинацијата Да, со да, мотор, да, патувате, имате агенда на патување или спонтано како ќе ви дојде, како се патува? Имаме некаков, да речам, оквирен план. Да Концепт, речеме, да. ние имавме план да тргнеме од Струга, да станеме Загреб. И тоа ни се оствари, 6:30 тргнавме од Струга, дента тоа беше 3 септември, вторник, 6:30 бевме на влез во Загреб. Значи 12 сати со паузи, со кафе пиење, Со точење гориво, веројатно. точење гориво, со Во пашпорт Так. контрола. така, со паспорт контрола и така натаму. Да, граница. Со средба со моите деца во Белград кои таму живеат на една Так. бензинска пумпа кај што договоривме и така. Но тоа беше толку пријатно, толку Опуштено. опуштено, многу. Многу, Одлично. прекрасно. Кои се прекрасно. башки вашите доживувања сега од конкретно од ова Харли Собир? Како што кажа доктор Дуни, значи тоа е веројатно неописливо нешто. Ние ќе се Неописливо, потрудиме ево. колку толку ете од сликите да видиме малку да Па и да видиме докторот каква кажа, била не може атмосферата, да се меѓутоа што се опише. случува таму? Има концерти, има Концерти има на возење, секој 100 метра, има огромни бини, така. групи од цел Цел свет, свет. од цел свет. Беше U2, не знам другите, не памтам, беше неколку. ACDC беа, да, беше. И Да. Guns N' на секој Roses 100 беа, метри, на да. секој 100 метри имаше големи бини, Големи музика. Не може да опиш. Рековте дека местото е мало, а 150.000 луѓе каде ги собра? Веројатно околу тоа Вилах местото и Тоа е езеро, едно мало езеро, 7 километри има се круже, кругот е. околу Да. него се И околу шетате. тоа има све, има така. мотори, бини, журки, не знам што нема. Така. За млади, за малце по пензионери, стриптизи, све има, све. Одлично. Колку дена останавте? Бевме 2 недели. Од тука на враќање 2 недели. Да. 2 недели се на себе фати. Самото да речам мотопарти, 5 дена, како да го Така, речам, трае 5 журката, дена, да. журката Забавата. на Харли После- Девидсон. И така сека European Week of Harley Davidson, значи така име му има дадено. Така. И од тука потоа ние си заминавме за Беч, Будимпешта и така, едно патешествие Така. убаво. И тоа иначе, значи во круг од 100 километри не можете да најдете место за спиење. И ние спиевме Местување. во Крајнска гора. Спиевме во Словенија. Во Словенија, тоа е значи тромеѓе Аустрија, Словенија и Италија. Да. 30 километри. 20, Далеко. така. Возевте 28 назад километри. за спиење, па Да. И се тоа не ни враќате пречеше повторно да на речеме забавата, да. и во 3 и во 4 сабаље да ја напуштиме забавата и да префрлиме преку брдото и да си поедеме во Крајнска гора да Така, Брдото да беше си. бајаки брдо. прилично со Бајаги, со 18% успор, А, што е така
прилично, Да, значи... не е наивно, не е наивно. Да. Али тоа не ни пречеше нас. Апсолутно. Кога е добра журка во прашање Да. и убави впечатоци донесовте од таму. Зоки, ти ќе ни раскажеш нешто за ФИМ Рели. Всушност тоа е исто собир на байкери од ненадпреварувачки карактер, така? Да, во право сум. Да, точно така. Се одржува секоја година на Добро, различно сите овие место. што ги спомнавме до сега, значи нема надпреварувачки карактер. Добро. И ова во Факенс и така да и... Така, овие се само за уживање. Па, Може да се така каже и за некако може да дружење, се каже, тоа дружба и дружба и Карактер на дефиле, посети, карактер на дефиле. Да, и дефиле, тоа дефиле представува че тоа е фактички Како покажување на покажување на моторите и тоа представува едно движење, значи еден ток на движење, на определен ток на движење и по сите тие, да кажам, дури и по нашите, значи забави што ги работаме, што ги организираме, да кажам, се организира, значи тоа е као некој си шлак на сето тоа, се организира дефиле и тоа дефиле има маршрута по која маршрута сите учесници се движат по таа патека, значи и тоа е после испаѓа као и некое испраќање на тие гости и така, што не мора да значи во другите. Така, ние разговараме за Италија, за Чезенатико. Чезенатико, да. Тоа се ФИМ Рели. Што значи сега ФИМ Рели? Тоа е на ниво на федерација, значи на Европска федерација, тоа е кратенката. Да. ФИМ Рели се организира, значи секоја година, сега точно не може да кажам пред колку. Да, на различни, да. Али тоа екзистира, значи бајги време. Јас знам најмалку можда 20 на години уназад и повеќе. Так. Пошто знам бајкери кои што почествувале многу такви. Јас сум учествувал на две такви, тоа е едното што го споменавте Чезенатико во Италија, тоа е во близина на Римини и тоаш бевме со баки, а следното не знам точно која година, 2009 мислам беше Задар. Тоа бевме заедно тројката, да, бевме заедно, така да најчесто патувате така? Па да, вие 3 во 1. Да. 3 во 1. Така. Тоа е, значи сето тоа значи секоја посета значи на нешто такво, значи знаете што тоа е збогатување на со посети на многу убави места и се организира таму, значи од секакви забави. Ние го презентираме буквално државата Македонија. Ние име со знамето на Македонија. На ФИМ Рели, тоа е тоа, на ФИМ Рели. На ФИМ Рели го представуваш државата. Така. А ние од државата добиеме Па добро сега. Добро е вие да правите нешто за државата. Сега кога ќе врати државата? Значи во Задар имаше доделување на признанија во смисол на национална бројност. И Македонија беше на трето место со негде околу 70 и неколку учесници. Не во Задар. Во Задар. Значи од цела Први беа французите, италијаните, па трети бевме ние, Македонија. Значи имаше бајкери. Значи ние од Охрид имаше од Тетово, дечките од Скопје. Така, имаше. Кога веќе спомнете каква е соработката со другите клубови од Македонија? Се сложувате ли имате? Имаме добри односи. Тоа се односи. посебни пријателства. Тоа се братства малтене. Да. Нарочито со Мото Охрид сме на ниво на браќа. И со одредени клубови од Скопје, и од Струмица, и од Битола, и од Прилеп, значи, али нарочито мислам, охриджаните вака што малку можда необично, али ми се така премногу блиски, премногу. Значи добро функционирате. И покрај тоа што се извинувам, ние тоа е нешто така интересно да се кажи. Ево пример, јас и баки бевме и се уште членови во Мото Охрид. Се водиме од сегашниот председател нешто ќе кажи, па вие се членови. Двојно членство имате вие како? Да, тоа е така, али се води. Имаме членството ова. Да. Не се води. Значи бевме членови. Да, додека немавме клуб во Струга. Сега имате клуб, значи колку време постои 10 години рековме. За името, добро. Потоа имаме клубови, например, пријателски, односно братски клубови. Нашиот клуб 5 години ќе слави година. Па 5 лани славевме, значи 6-та година. 6-та година. Така, одлично.
Имаме такви, да ги наречам братски клубови, имаме во Србија, имаме во Хрватска, Да, тоа ќе ве прашав сега за во соседството на Црна Балканот. Да. И тоа по име, да. Италија во Калабрија. Имаше едно интересно Таму бевте на патување. Да, интересно. Да. Сицилија. Да, имам многу убаво Тоа беше убаво искуство, нели? Тоа беше. Калабрија и што се случуваше таму? Калабрија. Најпоќе се случуваше сунчање, јадење и пиење. Па некогаш и карање. Имаше све. Имаше се. Да, имаше јурење по пат, така имаше све. Да, имаше. Сега можда не е за емисија, али да. Да, тоа беше 2013, значи тоа би ни беа така две значајни тури, да речам, покрај локалните овде низ Македонија. Значи, јужна до Драч со мотори, потоа со трајк до Бари и потоа по Чизмата Така. доле, со тоа што, значи, покрај Кротоне, значи, Башкин постави пријателство со тој клуб 2012 година, каде што беше сам во септември, значи, како гостин нивни. И потоа 2013 година ние отидовме тројцата и еден мотор од Скопје, тие се брат и сестра, значи, Младен и Весна. И Тие се тие. да, од Moon Riders, тоа е тој братски клуб и таму бевме, да, тоа е нивниот емблем, тој Moon Riders. И таму бевме, значи, тоа е изола ди Капорицуто се вика местото, покрај Кротоне. Значи, бевме 3 дена и 4 ноќи, или обратно 3 ноќи и 4 дена. Значи, нивната мотоваканца, така вика тони. И тоа беше многу пријатно доживување со многу убаво не така дочека, да, прекрасно, значи на сите нивоа, од смештај, од све. Без разлика што, пример, со нас, со Баки тие веќе беа во контакт пред тоа. Претходно пријателство, да. Со мене и со докторот прв пат се гледаат, а уствари се понашат како да. После тоа продолживме за Сицилија, преку Реджио, Калабрија, да, Месина, Палермо, таму се Убава тура сте сунчавме. направили. Да, Тоа беше добра тура, да. Бевме 11 дена, околу 11 дена бевме таму. Таа се вративме и сите констатиравме дека таа е тура за повторување, значи таа е тура добра тура. Така, ето. Мислам, Сицилија е нешто што изобилува значи со работи кои што ние не ни начнавме, да кажам. Ние само можевме да видиме некои поголеми градови, како што се Палермо, како што беше Чефало. Чефало, да. Имаме многу доживување. Тоа може да имаме многу доживување во Чефало, каде што се деси, дента беше вторник, невообичаен ден за таква церемонија, али има свадба луѓето. И ние бевме паркирани во едно место да не сметаме, иначе Чефало е така место со тесни улици, туристичко градче. Да, старо. Кај што со касите се многу тесни, а горе малте балконите се допираат. Значи, можете да замислите таква прилика. Типично приморско место и од некаде се појави невестата, зетот, камерманите и нивните сликари и посака на Харлито да направат една слика, невестата и зетот. И нормално Башки да, секако, мислам, немаше никаков проблем да не има возможно такво нешто, каде што и ние направивме по сезонини една групна слика. И тоа ми е многу драга слика Одлично. Таа во Чефало. Ете, и на тоа е негде невестата. пред Палермо. Така. И на невестата сигурно и убав спомен. Да. После плажа во Палермо тоа беше плажата, беше и Палермо е прекрасен град е Палермо. Да. Јас умев и видеа некој од таму, али добро, можда некој следна прилика тие може да ги сепак тие се разговорот ќе го покриеме со слики, бидејќи имавте навистина убави фотографии во ремонија кои што ги видов и убаво е нашите гледачи да ги видат. Меѓутоа, кога сме кај овие патувања, може ли да се каже, предпоставувам може, дека бекерството е скап спорт и дека не може секој да се занимава со него, со оглед на тоа дека така овие патувања сигурно чинат многу. Секако, да. Треба време и сигурно економски пари. Во времето е пари и така да. Тоа за една турнеја, пример за 10 дена би до Палермо на враќање испод 2000 евра.
и то да, мислам, да не се опушташ многу. Така, значи не опуштено, меѓутоа мислам, не да претераш, мислам, сепак треба да се води рачун, така се. Така, добро, тука сепак е и горивото, нели? Горивото не е тоа не е трошок. Колку што е друго, спиењето е скапо таму, мислам. Што се опуштиме после пиво, виски, па плажите, па да, дружењето и сето, да. Да, пиење, сака се, да. Да, ние сме... Тоа е голем гурмаџија, сакат многу да. Добро, има и тука, мислам, ево ние сме да кажем вака, можам да признам во тоа дека сме од таа да речем група на бајкери која што не дека сакаме да потрошиме, али има бајкери кои што ние сме поќе на луксус. Да, во кој што лукс бајкери сме. Да, вие знаете да уживате, затоа веројатно. Значи се дружи, ја значи сум и во такви некои групи влегувам, во комбинации, пошто кај што спиењето е во шатори, значи кај што се тоа е едно сосема друго доживување, нели, меѓутоа да. Мал така, значи се штеди малку повеќе на јадење. Али тоа ништо не смета, значи тоа нема никаква разлика дали денеска ќе јадеме сендвичи или ќе седиме во ресторан, тоа не менува, се вкупljut, значи впечаток него. Така, секој си има некоја своја драж, мислам, во секој случај. Да, и тоа има своја убавина, меѓутоа ние не сме тие типови на бајкери со шатори. Преферираме да спиеме во соба. Е сега, мада што, ова да го спомнам дека и значи во Италија и горе по земјите, по Европа и шаторот е скапа работа, мислам, да. И ке нас со шатор спиет. Кога дојдеа ке нас лани на мотор журката наша, беа околу 100 мотори, спија све на покрај плажата на шатори. Тоа го прескокнавме, значи, да, убаво, баш ке ме подсетивте, разговаравме за Балкански рели беше. Рели за журката која што вие ја организиравте 2013 година. Лани, така беше? Да, тоа беше една дел од нивната етапа. Значи, Србија 9 години претходно организирала Рели низ Србија и сега ова беше 10-та јубилејна година и сакаат да го промовираат како Балканско рели. Неколку членови нивни дојдоа, не неколку, него четворица дојдоа, значи повеќе од месец и пол или два така. 2 месеци, да. Да разговара со нас дали прифаќаме една од етапите нивна да биде Струга. Да, и ние прифатиме, они тргна, значи, од Сребрно језеро, тоа е покрај горе, значи, во источна Србија. Так. И потоа има една вечер во Софија, 2 ноќи во Кавала и ние им направивме, мислам, да не претерам, али грандиозна журка им направивме во Струга, да. Така, и без задоволство. Да. Бени и нон-стоп бендот негов беше гости, да, беше Чири, да, ни бе и напред добра свирка. Многу добра свирка и имавме ни дечки од Охрид кои ја не знам како се вика, или од кај беа. Од Охрид исто. Као предгрупа, али прекрасни. Да, и дечките сега прекрасни, не знам, добро, битно мисијата беше успешна. Да. Дружењето одлично. Оставаме до сабајле, до утрински сати, а они во 9 утрента мора да тргнат, да продолжат за Драч, Тирана, потоа за Улциноти. Тоа беше, значи, така планирана рутата, али... Тие се рути кои што мора да се запазат. Да се запазат. Тие се знаат стриктно. Точно кој ден каде, таму се пресува толку, така да имаше, дури имаше случаеви, ето во Струга се деси да еден од бајкерите, фактички тие беа, мислам, маж и жена беа, од Србија има изгубено сообраќајната. Значи беа од Крушевац. Мислам, од Крушевац, да. Па Сонив, па беше проблем. Стигнале на граница, значи не може да помине граница, па се вратиле во Струга, па ме бараа мене, па во полиција, па документација, а групава, значи не смеа да застани, групава, значи групава мора да оди, така да тие се работи кои што кои што се случуваат при возење. Сега и тоа беше дел од она што планирав да ве прашам, а тоа е ајде, убавото е убаво, нели, се ужива во патувањето, со застанување, со дружење. Меѓутоа, се случува ли некогаш едноставно ете моторот да откаже љубов, да каже ете јас застанувам тука и нема одење понатака. На мотор може да случи баш. Чим возиш толку долги релации, правиш долги километри, една тура 3000 километри, па и се случи. Да. Ама секој кај Харли се случува се тоа е малце симптоматично. Харлиот е најосетлив сега. Да, се случи, али
се организираме, ипак има друштво, сегде имаме друштво, се организира. Не е проблем, значи Не. постојат телефони, Да. помош на пат. Може би потешко кога се патува сам, меѓутоа ако сте во група Не, потешко кога се патува со кола. Потешко ќе се снајдете него со мотор. Значи било каде да звоните, да речеме во Србија, во Хрватска, во Црна Гора, во Босна, Така вие сте Во Италија, конектирани, поврзани. во Италија, не така да постои проблем дека нема да Бугарија. дојдат во истиот. Значи, докторе, Исто е се кај со нас. кола проблем не се патува, со... Сакав да прашам разликата. Да, добро, конкретно. ние- Разликата, Значи- задоволството од патување со мотор и со кола. Разликата со моторот и кола, на пример, со кола нема да доживеш како што гледаме не све со мотор. Така. Значи, по возењето се доживуваат сите тие убавини, природата, Секој село, различно. секој градче, секој А башка кафанче. воздухот вака, Тоа е башка. музиката на ветерот и А иначе така. со- Тоа е тоа, значи Да. слободата, значи се најдобро се на чувствува, серотонин, да. значи ние бајкерите мислам на ја чувствуваме на мотор. Добро. И тука е онај контакт што вика докторот, значи што не можеш да доживееш со автомобилот. Значи контактот со природата, Так. контактот со ветерот, кој што го осеќате Директно цело е, да. време, да. Звукот од моторот. Значи све тоа го прави да тоа да биде посебно и Така. Неодоливо Феноменално, чувство, неодоливо, кое што да, ме да. врзува за тоа е. Нивото за на, сам. на серотонин не е исти во кола и на мотор. Од тука почнува цела работа. Точно така. Од тука почнува цела Ево, ние, работа. јас пример Така. кола не возам. Значи кола мислам не возам летно време. Да. А иначе зима мораш да А добро возиш. си имате мотори, лесно Да, ви е да, вам да. Значи сега. кола секој патување кога треба да го обавам било каде, дали Албанија кога одам на работа или било каде низ Така, Република, прави со е, мотор. само со мотор. Летно време, мислам. Сега да, значи убаво е сето тоа, меѓутоа што се случува со сообраќајот, со културата, односно не културата во сообраќајот, со третманот, како ве третираат возачите, значи колку е страшно да се биде на тие патишта, колку е тоа регулирано со закон, казни, значи малку да проговориме за тоа. Моја пуш. Целата култура ке нас е нула. Прваме за кај нас. За кај нас во Македонија нула. Што А, почне нагоре, Тоа сака, ако се споредува со Европа, со значи Евро, со не, Западот, значи многу е голема разлика. разликата е голема. Голема, да. Не Што почитуваат. најчесто се случува на нашите патишта? Кои се искуствата ваши во смисло од страна на другите возачи? Па пример лоши искуство. Пример во Европа имаш предност. Ти дават сегде предност или по граници. Во пашошка контрола те гледат бајкер само брат. Ке нас извади кацига, прави ова и отвори Значи повторно на третман со Третман недоверба дека Балкан. сте лоши Култура. момци, да. Балкан култура. Да, и кај нас созрева таа работа, ама не е како гори, да. Се случува ли да возите на снег во зимски услови или да ве фати дошт силен или Дошт, нешто? да. Дошт, Колку е град, тоа опасно? Град. Исто Да. град. Мене, пример, во Да, Србија. да, град, град да боли. имат фатено. И подобро Сме- да не ме фати. Да, сме возеле по такви услови, сме Да, возеле многу пати. Многу пати. сме Ја кога се враќаме со Башким од Факамси, на пример турата Будимпешта Београд ја возевме цело време Со дожд. со дожд, тоа е од прилика него точно 350 километри. Три по дошт и то возихме И то, со и то. 20 од 30. Да, и тоа дожд, добар дожд. Така. Потоа Релитон из Македонија, Релито кога исто многу возевме дошли. Струмица Ја. Ресен, 350 километри. Да. Тоа И беше исто да, многу јак да. дошт. И Албанија, И Оне многу да. опасно. Да, Мислам, да, тоа е да. стварно, тие се услови се Значи најдобро е да не се вози во тие услови, меѓутоа ако се мора, но Ако се мора, се мора. возиме. Вози. Али Да, е, возиме значи и така. опасно е затоа што си секако на две тркала. така. Многу нестабилен е моторот тогаш, нарочито кај нашите патишта ги знаеме. Да, нашите имаш патишта немаат, имаш на секаде можеш да налеташ на Остатоци од огромни масло. дупки, Така. со вода, тоа што вика докторот масло, тоа Кој уште што се го лизга. го значи го прави уште поопасно, значи маслото кое е Искуството така. го учи човека и обично кога значи ако сме негдека за тргнување, почнува дожд, тоа ни се деси во Будимпешта. И ние имавме намера уште да останеме да разгледаме уште некои работи, и Будимпешта е стар град како што знаете. Така. Има многу што да се види и почна дожд.
Значи, цели 45 минути чекаме да и се изнаврни добро, да не речем да се измие патот. Така. И да пробаме вака со чизма дали лизга или не, така беше. Так. И потоа, значи од кога ќе видиме дека лепи чизмата, значи ги јаваме моторите и тргнуваме. Може да се вози, значи во тој момент. Да. Сега рековте чизмата, да разговараме малку за облеката, односно за опремата и за стајлингот на бајкерите. Еве вака, мислам, некој кој што не ве познава да ве види на улица, никогаш нема да рече дека ете тоа, еден доктор хирург или еден архитект или еден хотелиер, нели? Не е тој изглед толку лош. Меѓутоа не знам зошто ете постои она, како беше докторе дека бајкери су момци лошек изгледа, али доброг срца. Така, меѓутоа има добро. Да, тоа го прочитав на Facebook сега пред некој ден. И тоа е вистина? Да, голема вистина. Така? Да. Значи мити она дека сте лоши момци, не никако. А лоши во средна ситуација. Меѓутоа за стајлингот. Да, конкретно за стајлингот. Се шалам, да. Конкретно за стајлингот, ете, вие сте сега во тој стил облечени како бајкери. Нашата униформа е мотоструга, Така, тоа е ваша мотоструга. Да. Така е, црно-бело. Ево се гледа тука. Добро, и емблемот има и жолти детали, али тука е ова мај. Меѓутоа го запазувате, сакам да кажам, тој стајлинг, сигурно не возите со тренерки. Не, нема шанса, тоа треба да се поштува. Иначе доктор, тоа е смешно, тоа е, да. Тоа е стилингот наш. Мислам, тренерки и оние папучи апостолки, како ги вика. Докторо. Или што? Да, ова е лично за вас. Ви благодарам многу. Да, наша мајца со логото. Јас ќе почнам со мајцата за моторот ке. Да. Во летото може, ако возиш Томос, ќе може една. А Томос? Да, една убава шарпа. Да, убава шарпа, да. Одлично. Шарпата е стварно така со нашето лого. И едно исто и за капитанот камерманот. Камерман, да, ви благодарам. Јас можам да искористам на велосипед. Воедно, бидејќи јас сум таков бајкер, не сум моторџија. Воедно ова би можел да биде и апел кон сите оние дечки. Фала ви многу. Значи, со здраве си едноставно. На наредниот мотособир, да, ќе бидете поканети сигурно. Бидете поканети. Ви благодарам, да, ќе биде одлично доживување. Околу стајлингот, значи, ова би воедно би можело да биде и на некој начин и апел од нас. Ние сме така релативно зрели луѓе, да речам, и апел до сите бајкери, значи, да не се качуваат на мотор по јадранки, куси панталони, мајица през рамки, и без кацига. Тоа беше од времето на Том Круз, значи она со мајците, се сеќавате на Топ Ган? Да. Веројатно тоа време беше една сцена од филмот која што остана нели години назад. Меѓутоа има многу приказки кај што искусни бајкери, значи кои возеле со многу години на кратка стаза да завршат некоја ситна работа, ја ставиле обично ги стават кацигите на лакат. Така. И странично изегол некој само мало ги доприл. И паднале на ивичњак и завршиле тука на место. Така. Или до првата болница. Значи, затоа викам тоа, значи военно би било кога разговараме за стајлингот би било и апел до сите. Значи не можете да видите во Италија, значи на Веспа или на обичен скутер некого без кацига. Тоа може да се кајна само. Јас апелирам и до полицијата тоа да го санкционира, не заради мој шеф или некој хир, него заради безбедноста на бајкерите. На мотоциклистите, да. Емисијава би требало да ја привршуваме, иако мене ми е многу интересен разговорот, морам да признам, верувам и на нашите гледачи. За жал, ете во овие долги години на бајкерство, на дружење со бајкери, возење, пак ќе речам за жал, остануваме без некои драги луѓе, кои што во оваа прилика може би сакате да ги споменеме. Имаме и такви случаи. Кои што биле еден, да речем, нераскинлив дел од вашиот бајкерски живот. Од нашиот клуб немаме, него разговаравме сме имале од други луѓе кои што ептен сме били блиски, значи сме се дружиле, сме били као браќа. Ето, еден од нив е и нашиот драг другар Дејан кој веќе не е со нас. Иначе поранешен председател на нашата федерација на Македонија,
кој што нас многу не сакаше и како клуб и како луѓе вака. Така. И кој што беше полн со идеи и кој што баш не влечеше така напред да се дружиме, да бидеме заедно. И ево ова што го носам сега пример Дејтона беше една негова идеја да ја посетиме. Тоа е такав, значи да речем, негова желба беше Дејтона. Ако беше меѓу нас, тоа е веќе 2 години така кај што или како е 2 така веќе 2 година. Ако беше сигурно таму, мислам до сега веќе и Дејтона имавме посетено. Меѓутоа тоа ви е сигурно во план, така да, без разлика сега можеби малку е недостижно од денеска гледано, меѓутоа ако го зацртате сигурно ќе го направите. Ако ни дават можностите сигурно. Така, сигурно. Тоа може би во негова чест да. Секако ќе биде спомнено. До така сигурно моите колеги ќе возат и Харли, па... Па ќе бидат подготвени за Дејтона. Ништо не е исклучено, ништо не е исклучено. Чим почна да облечат Харли мајците, значи... Тука се некаде. Јас викам дека Харли ги бидува само за опрема а моторите се шала. Значи се е шала. Ние нека стои ова, ние секогаш без разлика кој каков мотор вози, значи тоа е негова пределба. Али за качките меѓу нас, меѓу било кој мислам на моторите секогаш ги има. Значи тоа е неизбежно. Е интересно, и не дај Боже да ти се расипи мотор на пат, тогаш готово, мислам, не да кажам те зеда на мајта, па ли така си оди тоа, ама пошто бак како што беше ова со Харлиот дека често се расипа. Види за 6 поче патувам. Да, патуват. Поче километри право. Сега Лела ќе кажа нешто, значи 2011 година, не, 2009 година, пардон. Ние тргнаме Запатин, ние тројца. Да. Така. Значи Зоки тога возеше друга Yamaha Wild Star 1600 кубици. Башки беше со Харлито, а ја возев Honda. И прво почна тој со дефекти негде кај 7 браќа пред Скопје. Ја као се присмевкав, али си чутев така. Да би останал ја после во Куманово, дефект. Потоа тие продолжија и се врати од Врање заради истиот дефект кој као беше репариран. Значи, ето имаме и некојаш... Не остана мене без да одам таму. Значи не тргнавте, ама не стигнавте. Ама Харлито не се расипа. Харлито не се расипа, прв пат. Значи имаме така и неостварени дестинации, една од тие е, значи, Апатин 2009 година. Тоа беше одма после Задар. Точно. Да, после Задар. Тука е Апатин ќе одите, нема проблем, од тоа последните. Бевме после 2011 и после тоа и така. Така, во идните патувања кои што ги планирате, ете ова Дејтона рековме малце... Малку е подалечко, ама многу исто не со застварување. Не, ништо не остварува. Сега план ние Белград, Хрватска, а може секој, да. Факам се повторно ќе одите таму, затоа што тоа нема шанса. Тоа мене, пошто јас на тоа се мора да ме друже, да. Не ме пуштаат сами. Не мораме, него сакаме да го дружиме. Знам, јасно ми. Сакаме и до Сан-Тропе, али многу рано, тоа е веќе во 4 мај, многу е рано. Многу ни е рано, иначе сакаме Сан-Тропе, да, Сан-Тропе на тоа. Па добро, сега ќе оставите нешто и за 2016-та, 15-та, мислам. Да. Добро, ако се погоди зима, како што беше, може и за зима да се возеше. Јас само би сакал да спомнам, значи бајкерската машта нема крај. Постои еден зимски мотособир на југ на Германија, негде на граница со Аустрија, Соле се или Сола се вика местото. И тоа се викаат Елефант Трефен. Да, и тоа се одржуваат негде околу 500 години веќе. И јас знам луѓе од еден наш другар заеднички од Хрватска е бил 8 или 9 пати на тој собир. И тоа слободно можете на Google да го побарате Елефант Трефен и ќе видите прекрасни, значи, слики снеголку кои се граничат со возможното. Така, значи спектакуларно. Да, тоа е шаторска населба, кај се обезбедени само слама и дрва и ништо повеќе. И тоа е стварно едно големо доживување. Сега да кажам дека бајкерската машта немат крај. А јас да ви кажам... Ние треба цел ден да збориме. Да. А јас само да ви кажам блазе си ви на тие убави искуства и доживувања кои што... Уште колку имам да кажам, ама нема време. Да, меѓутоа ќе немаме време. Не. Единствено ако нешто така за крај, меѓутоа да
брзо ни помина времето. Јас надевам дека ви беше пријатно, мене ми беше многу убаво. Ете, да, многу брзо помина. Не знам тие, ја посакувам да не викнете пак. Да. Нема проблем, ете, во некоја следна прилика бидејќи имате многу патувања. Па добро, може. Кои што сете ето и следни пред пат да вас. ми кажете малку по рано, за да може да се спремиме, нешто да Да, не. да научиме вака, не Спремни сте, спремни ви благодарам Затоа многу, да. спремање од чекање него, веќе мене ми избелеа косите, од чекање што го чекам. Јас ви благодарам многу што дојдовте во студиото на ТВМ и што направивме. Да, Благодариме што оваа ме повикавте. емисија. Да. Стварно ни е чест. Се надевам дека и на нашите гледачи им беше интересно. Верувам дека им беше затоа што навистина не многу често се се говори, да речам, за бајкерството. Може би се говори, меѓутоа не вака со вакви искуства. Ви посакувам остварување на зацртаните патувања. Благодарам. И се разбирам да си поминете до некоја следна прилика. Дај Боже се видиме што побрзо. Така, здрави живи, да се видиме во следната прилика. И ете, тука е крајот на уште едно ново издание на Нов ден. Ви благодарам што го поделивте вашето време заедно со нас и се разбирам, ве поканувам да се дружиме повторно идниот вторник, веднаш после дневникот на ТВМ. Останете во добро здравје и се разбира во позитивно расположение. Пријатно.